Одбриваме часови до дочекот на новата 2022 година. И кога утре наутро ќе станеме традиционално, ќе го започнеме денот со руска и кифлички, оно што останало можеби ќе ручаме и се разбира сарми. Нашата традиција си е таква. Ќе бидеме уште нерасонети, ќе бидеме во пижами, ќе лежиме, ќе си раскажуваме како сме си поминале претходната вечер, но да знаете дека има некој кој што е буден, подготвен, разборен, расонет и не појадувал руска и кифлички. И на 1 јануари веќе 31 година најволшебниот настан кој што обединува целата планета го коментира, односно уживате во гласот на мојата колешка Татјана Грковска. Добро утро. Добро утро. Благодарам што дојде. И што денеска си тука заедно со нас, ќе преминам на ти сме колешки. Да, апсолутно. Многу се радувам што имам можност да разговарам со тебе, оти пред да те запознам, се разбер, пред да сме колешки, ужива во твојот глас. Толку е пријатен, додека го гледаш и уживаш во музиката на виенскиот концерт. И секогаш сум се прашувала, додека дома гледам, претходно руска и кифлички, па потоа парче торта со кафе. Добро, дали воопшто слави Нова година оваа жена? Кога последен пат славела Нова година? Значи, славам секако, си имам нели свое семејство нормално. Но последен пат, отствари и последен пат за мене и за моето семејство беше славењето и травматично доста, затоа што беше надвор од Скопје во Охрид. Кога сме кај Охрид? И падна еден снег и ние моравме да патуваме нели дента, сабајле рано, за да стасам јас на преносот, немаше ни мобилни и сето тоа. И беше многу стресно, среќа што патот само што го беа почнаа да го чистат и јас стасав точно на време во 10 часот бев тука. Значи реков на маж ми дека никогаш повеќе нема да го напуштам Скопје ако сум на работа. Толку ми беше тоа стресно и така што тоа ми е последниот дочек на Нова година надвор од дома и овие сиве години сме ние дома со пријатели кај некого и сето тоа. Да, напорно е да се прави и тоа и тоа. Јас се трудам во некаков ред да сум да си легнам малку порано, нели, за да можам да станам, да испијам барем едно кафе, не доручкувам, доаѓам тука и продолжувам во 10:30 да работам, нели, тоа е тоа. Добро, колкава екипа сте наутро на 1 јануари? Па, тука сум само јас и дежурната екипа што е во студиото, во режијата. Тонец, миксерот, толку. Тоа е тоа, нема потреба повеќе. И мастерот преку кој го добиваме нели линкот од директно од Виена. Се разбира, колку години го пренесуваме во живо како јавен сервис? 30, а како јавен сервис ние во рамките на Југословенската радиотелевизија, не знам, мислам дека многу години, знам дека од 58 година има прво емитуван во црно-бела техника. Значи не го знам точно тој податок кога ние сме како ЈРТ нели почнале да го превземеме, инаку како телевизиски пренос е од 58 година. А твојот глас од мојот е 30 години, односно 31. Официјално утре 31. Да, вака. Главно, она што сите ни интересира, се воодушевуваме на таа програма која што секоја година е всушност иста, но не е иста. Не е иста. Да, велиме да, иста е програмата, но таква магија од тие композиции кои што сме навикнати дека треба да ги слушнеме, можеби и распоредот веќе го знаеме, но што се случува со виенскиот концерт, како тој станува најмагичниот настан? Новогодишниот концерт од Виена за мене е една ексклузивна бомбонjera составена од валцери, танци, полки, галопи, маршеви. Тоа е новогодишниот концерт од Виена. Она што дефинитивно, значи ништо не се повторува освен на убавиот син Дунав и Радецкиот марш. Сите други композиции се нови секоја година. Значи, толку многу големо творештво има направено Штраус и неговите синови, но и неговите современици пред и после него. Како, например, Супе, Халмесбергер,
Значи многу други. А да не зборуваме што многу често на програмата на Виенскиот концерт новогодишен се случува да тие да повторат некои, да се навратат на некои дела и композитори кои што имаат значајни годишнини, прослави, било што. Или па биле во некаква тесна врска со семејството Штраус. Мислам, тоа е едно чудо од голем материјал кој што знаат да го ископат, да кажам. Какво богатство е тоа? Тоа е прво големо богатство. Многу важна работа е што многу голем тим работи на ова. И не се работи тоа од сега, од денес за утре, односно од денес за вчера. Значи тоа се работи цела година. Програмата цела година се работи. Најнапред би сакала да кажам дека во врска со концертот, диригентот го одбира, филхармонискиот оркестар го одбира диригентот. А диригентот е тој што ја избира програмата, одлучува за таа. Значи, он е креатор на тоа што како ќе биде целото тоа сценарио. Дали ќе има колку балетски точки, колку треба да се илуфтира. Самата програма го наметнува тоа. Колку ќе има забавни моменти во целата таа приказна, зашто знаеш и самата дека имало и многу интересни такви композиции кои што се забавни, нели? Многу малку од тие композиции се повторени. Јас можам да кажам за овие 30 години дека 3-4 пати најмногу се случило да се повтори и се уште ги паметам. Египетски марш, Тричтарач полка, Перпетум мобиле, на лов, толку. На убавиот син Дунав и Радецки марш, секогаш на крај како бис. Толку. Тоа е клишето кое што почнува и завршува така. Убавината на целиот овој концерт, на бајадерата, се извинувам, на бомбонерата. Не можеш да изберам што е поубаво. На ексклузивната бомбонера е тоа што е убаво спакувано. Значи, и мотото на Виенската филхармонија и воопшто целата традиција таму е важен е впечатокот, а не содржината. Меѓу другото, тоа го прочитав сега скоро пред некое време. Што не, мислам, да, содржината е лесна класика, популарна музика. Максимално комерцијализирана, испилувана, но австриската телевизија, ОРФ, сето тоа го има спакувано максимално добро. И со текот на годините се повеќе и повеќе само го надоградува. Како технологиите се менуваат, така ние добиваме се поубави и поубави решенија телевизиски. Мислам, тоа е јасно. Безпрекорно функционира. Сценариото што го добивам е ми се чини до фрем. Значи, отстапки нема. До последен момент, значи до утре сабајле, до 11 часот на мејл знае да добијам некоја измена која што, ајде, викам сега што е некој, секојаш мислам дека некоја пермутација ќе направат или нешто ќе изфрла. Не, ништо не се изфрла, така како што е направено уште пред многу време, дефинирано, може одстапката да биде само во некоја секунда. И предпоставам не сме да има грешки. Не сме. Нема грешки, тоа е целата убавина на целата таа приказна. Да, ме воодушевува тој раскош. На вистина. Па да, не можам да изберам една работа која што, да кажам, там повеќе ми го привлекува вниманието од нешто друго. Кој може да присуствува на Виенскиот концерт? Како оди тоа? Па, сајтот на и колку чинат влезниците, тоа смееме ли да кажеме? Да, смееме, зашто да не е. Сајтот на Виенската филхармонија е отворен. Мислам дека од 2 јануари до, не знам, има точно таму до кога. Мислам дека во рок од месец дена, не сум сигурна, може да се аплицира и веројатно после се добива. Јас не сум аплицирала за себе никогаш. Кога апликација и сега некако логично велиме, па сигурно се разгледува апликацијата, па се добива одговор. Значи, сериозно не знам да ти одговорам на тоа прашање. Сигурно е така, она што го знам е дека картите се од 35 евра до 1200 евра. 35 евра, по моја предпоставка и логика, се оние кои што се за стоење. Ако знаеш, мислам, од страна и камерата ги дава секогаш, нели, тие што стојат. А партерот е
се најскапите карти. Веројатно, од првиот ред па натаму и си расте цена. Да. Оно што би сакала тебе лично да те прашам, како музиколог и многу добар познавач на тоа што го работиш, и тоа се забележува во подготвеноста, во коментирањето додека трае виенскиот концерт, кои се моменти кои што те изненадиле? На нас зато овие 30 години те воодушевиле, буквално те оставиле без зборови, иако тоа не се забележува дека си без зборови оставена. Па не смеам улогата на коментаторот да не биде без зборови. Значи морам да кажам една работа, дека јас го добивам сценариото со некаков коментар, исто така од колега или сега мислам дека е колешка, меѓутоа бидејќи се многу кратко е времето и многу се прецизни во таа минутажа, е точно измерено, да кажеме, 50 секунди да се изговори таа реченица. Моите реченици се секогаш малку подолги и јас секогаш се трудам на не таков еден коментар да дадам свое видување, односно дополнителни податоци и да го објаснам, бидејќи за мене се тие нелогични коментари. И за нашата публика. Така како обични гледачи. Така. И да некако го допрам некако и секогаш ми се коментарите малку подолги, некој пат знам да влезам во малку во музика, па ќе прекинам ако треба за да ја оставам музиката, па ќе се навратам пак назад, но се трудам да не го нарушам музичкиот момент. Не знам колку многу работи, да се навратам на твоето прашање, многу работи се случувале за овие 30 години, ништо страшно и ништо спектакуларно, меѓутоа едно од првите нешта кои што беше многу вака емотивно за мене, беше трагедијата која се случи со цунами. Мислам дека беше 2004 година, да, и нашата куќа беше многу ангажирана околу тоа и ние ангажиравме хуманитарни концерти, сето тоа, Тоше Проевски тука беше во студиово, тоа беше аукција, не знам што, и за нова година, меѓутоа моментот кога диригентот се заврте и рече дека дел од средствата од хонорарот на виенските филхармоничари и неговиот ќе ги донираат за жртвите на цунами. Всушност, мисијата на Виенската филхармонија е и хуманитарниот елемент. Затоа што оние имаат тежината од минатото во времето на Хитлер, дека не биле благонаклонети кон луѓето и сето тоа, и затоа сите овие хуманитарни акции ги прават многу често. Тоа е едниот момент. Еден многу убав момент за други две држави беше што беа влегува во Европска Унија, а јас посакав ние да сме во тој момент. Мислам, тоа беше така еден многу... Се радувам дека и во твојата кариера се надевам дека се надевам, јас многу би сакала тоа и многу бев искрено радосна и среќна што бев сведок на еден момент што никогаш никој не може да го направи толку прецизно како што може да го направат австриците, односно ОРФ. До последна секунда измерено како што треба, влегување на девојчиња, балетанки во златната сала на Музикферајн и го изигра еден валцер, не се ни сеќам. Мислам дека тоа е така убав емотивен момент кој што ми се чини дека се сеќавам на тој момент и меѓу публиката кога игра, да, се сеќавам на Тоа се некои моменти, има и тажни и весели, во принцип се весели затоа што е 1 јануари, затоа што треба сите да сме весели, доаѓа нова година, треба нови почетоци, нова радост и сето тоа. Позитивни весели емоции и како најважниот настан кој што целата планета го гледа на 1 јануари, на првото утро сега во новата 2022, што мислиш? Која порака ја испраќа Виенскиот концерт? Истата што секогаш ја испраќала. Да има мир, да има спокојство, добро здравје за сите. Мислам дека сите сме обединети во мислата дека после 2 години, речиси 2 години светска пандемија, дека сите станавме малку со повеќе емпатија, дека сите малку се посветивме повеќе на себе, семејството, на пријателите, на природата
И можеби е тоа доброто што Може ни би се е случи. доброто, може би ни Од се. беше некое подсетување од некого. Да. Посакувам да останеш во добро здравје, Благодарам. да си останеме колешки уште долго време да те гледам и да учам од тебе, а ќе уживам на 1 јануари. Ти благодарам. Да, мојата традиција кажав која е. Уживам. Јас ви завидувам, затоа што јас од мојата комфортна зона, уствари во мојата комфортна зона Да. ќе влезам дури после 2 сата на ручек. Не, пова е многу Утре. интересно да те прашам, а кога ја прославуваш новата година? Исто како и сите ви. Втората вечер, за може. нас прва вечер, Да. да се пошегуваме. Да, секако. Драги наши, ја испраќаме колешката Татјана Грковска. Уживате во незиниот глас, уживате во преубавата изведба која што ќе биде годинава на Виенскиот концерт на 1 јануари 2022 година, се разбира, на јавниот сервис. Време е малку за музика, па потоа идеме со убави и успешни приказни кои што ќе ни бидат поттик дека треба да вложуваме во себе и во оваа нова година.